50 години да обстојува едно списание кое што се однесува за децата и за учениците е голема работа. Ке разговарам со Ксенија Маказлиева Трајчева, која што е уредник на ова детско списание и некако со возбуд да го кажувам ова, бидејќи 50 години на македонски јазик, особено за првото издание, значело многу за тогашна Македонија и навистина секогаш ги следите новите трендови, секогаш сте автентични, оригинални ликови и сите оние во дигитална форма што се помагала и новини ги внесувате. Да. Така е, добро утро, поздрав до сите гледачи што ова утро одлучија да го споделат своето време со нас и уште едно подсетување на почетокот, списанието за деца или печатот за деца е стар 80 години. Значи првото списание за деца е излезено на 3 јануари 45 година и оваа година е со многу јубилеи, како печатот за деца, така и од првиот буквар, од првите учебници на сите наставни јазици во Македонија, така што ова 25-та, нели, која ќе се повлече линија со 45-та, 80 години, писменост, учебникарство, литература за деца, оваа година е особено значање. Кога станува збор за Росица, значи таа е најмладата во семејството списанија. Прво, нели, биле списанијата Пионер Титов, че согласно тогашните општествено-политички услови, но веќе 51 година се издвојува Другарче како посебен бренд. Во почетокот бил за сите деца, меѓутоа со тек на времето се раѓа потребата да свои списанија да се имат според возраста. Така Другарче останува тогашно прво и второ, Развигор трето и четврто, па доаѓа Најсвет за тинејџерите и на крај доаѓа Росица, која што оваа година е 5-та деценија во предучилишните установи. Значи станува збор за Росица за најмалите, односно за тие што посетуваат градинки или се на предучилишна возраст. Росица, меѓутоа, во содржините, она што сакам да го истакнеме, има и прирачник за родителите. Така, од оваа година, знаете, како Росица е списание која што мирува на еден основен концепт, кој што го темелите ги поставиле тогашните основачи, почнувајќи со професорот Никола Петров, кој што е иницијатор на создавање на списание за најмали во предучилишна возраст, со тимот со Видое Подгорец, со Киро Донев, со Васил Куновски, значи тоа е еден тим кој што ја создава Росица и Росица така го добива името по керката на Васил Куновски. Има едно символично значење, меѓутоа Росица како Росица, нели, роса, нешто ново, нешто свежо, нешто мало, но многу важно, како што се децата, нели, за сите нас. И брендот си останува да си живее веќе 5-та деценија. Но секоја година имаме ние сами пред себе си поставуваме предизвик да имаме нешто ново. Оваа година она што го одбележува концептот на Росица, на средните страници е поставен еден вид на прирачник за воспитувачите и родителите на 4 страници со интегриран пристап. Тоа значи дека имаме приказна, значи книжевноста прво мора да се задоволи, меѓутоа самата приказна ги обединува повеќе аспекти од воспитно-образовниот процес, значи кога есен зборуваме за есента, но со сите нејзини аспекти, вклучувајќи ја и математиката, имаме и броење, вклучувајќи и стихови, дури и стиховите кои што се во таа рубрика со моите соработници со кои што ја работам рубриката ги озвучуваме. Значи добиваме песничка која што се пее, таа песничка ја закачуваме на YouTube каналот на Росица, така што воспитувачот, односно родителот има еден целосен материјал со кој што може да помине квалитетно време дали со своите деца дома или со децата во својата група. Немаме многу време, меѓутоа за автентичните ликови многу е важно и за оригиналните што се задржани во Росица. Росица се уште почива на концептот да сите содржини внатре бидат оригинални. Ние ја консултираме вештачката интелигенција, не дека не, меѓутоа да ни помогне, не таа да не води нас, него ние да ја водиме неа. Меѓутоа илустрациите внатре се на наши илустратори, пред се македонски илустратори, користиме нешто и од со помош, пак ќе речем, на вештачката интелигенција, меѓутоа внимаваме на тоа да ликовите бидат наши, оригинални. Како што можете да видите на последните корици кои што се тука поставени, значи светот се враќа на оној тренд на реалистичната илустрација,
затоа што малите деца пред се треба да го запознаат светот таков каков што е, да се препознаат себе си, да, во ликовите да се препознаат себе си, да го осознаат реалниот свет, а после тоа веќе патуваме во она имагинација, фантазија или донесување на ликовите на еден поинаков начин. Сите стилови се застапени во Росица и децата и возрастните имаат можност да ги изберат своите омилени содржини, како илустративни, така и книжевни. Росица, 50 години, верувам дека нема да запре со ваков уредник, со ваков тим и со се она што навистина се наметнувате, а знаеме каква е, можеби да кажеме, таа една конкуренција, меѓутоа навистина секогаш победува автентичноста, оригиналноста. Добро е да има конкуренција. Конкуренцијата е таа која што ве влечи напред, која што ве мотивира, која што ја буди во вас надпреварувачкиот дух, затоа што знаете, многу е важно да имате со кого да се надпреварувате. Така. Тоа е многу важен момент, затоа што сето тоа мотивира. Росица, како и секоја година, си го има својот прилог, нели, Росица Плюс, тоа е дидактички комплетно прилог. Меѓутоа, од оваа година имаме уште еден новитет, овие мемориски картички кои што веќе 4-та година се задолжителен прилог. Оваа година учиме и англиски. Значи, од едната страна на картичките е македонскиот поим, од другата англискиот, и тоа го синхронизираме и тоа се закачува на YouTube каналот да можат децата не само да видат, туку и да слушнат како правилно се изговара и македонскиот и англискиот поим. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Не застануваме тука, се гледаме во следна прилика, бидејќи навистина многу сте иновативни, креативни, а тоа е најважно и за нас. Благодарам вас и за сите кои што беа ова утро со нас. За еден најсреќен подаруваме една Росица која што може да ја подигнат во вашата телевизија. Благодарам на одвоеното време и се надам дека ќе бидам прва која што ќе речам среќна нова 25-та година ви посакува тимот на Росица. Благодарам уште еднаш.